Почитувани граѓани, во изминатите 12 години, во дури 7 изборни циклуси, ВМРО ДПМНЕ и Владимир Талевски ветуваа изградба на стадион во Битола, а наместо тоа, токму пред нивното заменување и постоечкиот го срушија. За нештата да бидат потрагични, повеќе не му веруваат ниту неговите сопартици, кандидатите за пратеници од ДПМНЕ, кои со нивното неизлегување на неговиот прес, јавно се оградија и од него и неговите лаги. Пред сите избори, осумничениот за тежок криминал Талевски ветуваше развој на спортот во градот и стадион изграден по европски стандарди. Со годишен буџет од 23 милиони евра, Талевски и ДПМНЕ не само што не изградија нов стадион, туку и овој постоечкиот го оставија на милост и немилост на забот на времето. Во трите мандати, со над 270 милиони евра народни пари, Талевски не издвое ни денар за стадион, за спортската сала Младост и воопшто за спортот во Битола. Но затоа е обвинет дека добро се нафатира од криминалниот тендер за превоз на ученици, кој беше најскап во светот. Поскап дури и оној во Јапонија. Почитувани граѓани, после 11 декември, новата влада предводена од СДСМ, веднаш ќе го започне циклусот за изградба на стадион во Битола и комплетна реконструкција на спортската сала Младост. Тоа ќе бидат комплекси за развој на спортот во Битола, за поздрав живот на младите, за живот во Македонија.